Кибола моментално на санитарен и систематски преглед, баше, че ви съобщам кръвна слика. Интересира и мене, пошто немам направено од кога бев болен. Сега ме интересира како сум, пошто без пиење витамини, без пиење креатин, протеини, суплементи, исхрана, тренинг. Па да видиме како нешто се одвива во телото. Това е тоа. Сега тука е 9. Сега имајте ава ден, ноќ, без разлика, кога го гледате, најдете си ја сите пасијата и нешто што ја правя среќа. Јас се вратив конечно од тренажен процес, 3 дена, 3 тренинзи. Yeah, buddy! It's on now! Денес одиме 4 тренинг, утре, ако оде се по планот, снимаме колап видео. Сутре снимаме 2 видеа. Едно и за кај мене, и за кај дечкото што ќе снимаме заедно, точно го знаете утре. Јас се одјавувам тука за сега, ви останете до крајот на видеото. Друштво, јас завршив со сите прегледи и моментално одам на кај дома да јадам, не сум појаден, нели ради крвто ми зима. Ми измерија 93 кг со 180 висок, над 170. Ајде, одиме, тек сега почне делото. Ајде, чао. Ба. Шо правите ви? Кај си? Ама ти не ме сети. Ти не ме сети, лепотице. Како ти да не ме сетиш? Мари, че влезе некој че не ограбе. Шо се прави тука екипоте? Дај ја вака да видам тука. Време за на камера, видиме каква сум. Ти си се грза на камера, сонце мое. Види се каква си, лепота, антена. Шо сечеш ти? Тикви. Крстајца, ти бе шо правиш? А права види колко е. Ја ги испозамара, се одам да се пресоблечам, па саатот е, че немам време за тренинг, лишо тренингот останува за вечер, дечки, после работа. Ајде да се пресоблечам и... Опа! Може да поедитирам малце. Ден 36 да го пуштам днес. Ајчо! Кипо, јас одам на работа. Се гледаме вечерот тренинг. Еј! Ти си замне? Да. И после јас сум имал стомак. Поноć je postao sam. Ај си бе, брат. Така, дечки. Се заборавивме, бе, брат. Кај си, ме заборавив тебе. Инко луѓе, нели беше планот кате едно друго, не постигнам целта, не се откажувам од целта, се, само моментално е одложена. Моментално сум на некој си, как да речам, по-лин булк или не знам, сега това не е лин, ама сега сум на условите што ги имам, а затоа, например, кардиото уж го задржав. Теретана правам 3 до 4 пати кардио неделно, правам стомачни, пешачам да таа физичка активност ми е зголемена. Да се стабилизирам со финанси, да земам суплементи, па му се враќам да катот. Уште поагресивно тоа што сакав, тоа што требаше да го постигнам, че изгубам многу на мускул, тоа баш не сакам да го постигнам. Преку дента уште не ми е најдена на која храна сум интолерантен, пошто им ми ствара надоедност. За ние што јадиме доста количински и такви работи, добро е за дигестијата да земеме пробиотици. Например, ја имав и период кога пиев од 13 до 15 чаи на денот витамини. Значи тоа беа 3 магнезиум цитрат, 3 омега, 2 ашваганда, калциум и D3 1, цинк 2. По принцип тоа, од баш ги броев еднаш, од 13 до 15 чаи ми се собира да пием у по-долг временски период. Сега тоа не се 15 чаи, најдаш да ги испием, тоа се, например, сабајр пием 3-4, поручек пием уште 3-4, вечерта пием уште 3-4, например. Магнезиумот и ашваганта се пият на вечер. Омегато, цинкот се пият на сабајле, утек на денот, пошто магнезиумот и ашваганта требаат за релаксација и за стабилизација, а другите требаат општо онака за биш здрав, витален утек на денот.
Трябва пребиотици да пием и моментално съм някоя си одържавка вече речме. Не булка, одържавка. Днеска бях на систематски ми измеря 93 кг, така да ще пробвам да задържам границата от 90 до 95 кг след 2 месеци. За по-стоя да отидам на един така драстичен як кат. Значи до там 3-4 октомври. Ще пробвам след това да го задържам. Значи да паднам до някакви си 90 кг, било супер. После октомври, там ноември, пред Нова година, планирам да направим един драстичен кат. Значи той кат да биде агресивен и да трае един месец дена, значи 30 дена. И после той кат да одам пак на максимален лин булк. Значи до средината на ноември, почеткът на декември четерам кат. И после това от катът одам още 2-3 месеци булк. За да имаме на 3 месеци кат. Добре, значи до април месец. Как ще я знаете тази цел, нели? За набина. Така, дечки, айде, одам аз да задивна малци и долу теретано. Нема да ви снимам, за да бидам бърз. Ева да ви кажем, защото ще вежбам. Днеска имам фокус на средни гради и на латерална и дълга. Предно изолация имаме днеска. Добро. Имаме първа вежба Incline Bench. Втора вежба Flat Dumbbell Press. Трета одиме, може да одиме с разлекување одма на трета или дипс со килажа, ќе видам как ќе бидам изморен од вие две, пошто сакам да се испукам јако. Четврта ќе одиме, значи акцентни средни гради пек дек. Кога имате акцент на една од мускулните партии, јас барем така си го правам нешто, од 4 вежби за гради, 3 мускулини се. Акцентот, кога би бил, автоматски на един от мускулите би дошле 2 вежби да имаш. Значи, кога имаш акцент средни, 2 вежби за средни. Кога имаш акцент долни, 2 вежби за долни. Кога имаш акцент горни, 2 вежби за горни. Тоа е тоа. Совет до сите, што го примив скорото. Ако сакате да избегнете било какво изкилавување или хернија, нели, медицински термин ви е хернија, народски ви е кила или изкилавување, вежбайте ги редовно стомачните и заекнете го корот и делот на абдоменот. Куцај на Google www.gymkit.shop. Нарачај си се што треба од страна на опрема, а сега поново имаше суплементи од кај нив, така да... Дечки, ајде не ја тапме веќе. Одам, ајде. Чао, ме газа времето. 7:30. Ние одиме да шеткаме, а ви не заборавайте на лайк, шер и сабскрайбче. И тоа е тоа, има убава вечер или ден без ради тоа гледаш оваа видео и фала ти многу за што остана до крај на оваа видео. Фала многу, луѓе мои. Насака. Чао!